Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Охриѓани на се помала возраст имаат покачен крвен притисок. Општина Охрид распиша конкурс за избор на идејно решение за изработка на лого по повод 80 години Слободен Охрид. Во четврток, 23 мај, ќе се одржи 41-та седница на Советот на Општина Охрид. Двајца браќа од Масачусетс за 12 секунди украле 25 милиони долари во криптовалути. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и максимална дневна температура до 22 степени Целзиусови. Во сабота во западна, централна и источна Европа, како и во поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, а локално со услови за појава на невреме. На Пиринејскиот полуостров, како и во најголем дел од северна и североисточна Европа, ќе превладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во јужните предели умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 23 до 28 степени. Во Македонија во сабота по свежото утро со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 5 до 14 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. Во тоцните попладневни и во вечерните часови развој на нестабилност кој што ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, а локално и со услови за појава на невреме. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе бидат во пораст и ќе достигнат од 19 до 28 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови развој на нестабилност која што доцна попладне и навечер ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Минималната температура од 10 степени додека пак дневната ќе достигне до 23 степени. Во Охрид во недела и понеделник претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови развој на нестабилност кој што ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Минималната температура од 14, односно 13 степени, додека пак дневната ќе достигне до 23 степени. Во вторник претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 14 степени, додека пак дневната ќе достигне до 24 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Аре, ги крена рампине?
Немам. Знам дека во Кармен рампи ги имат кренато за цел град. Зашто ќе има таму? Многу големи настани, многу големи изненадувања. Овој четврток и петок, 16 и 17 мај, поведете кон Кармен Бау Центар Охрид. Специјални попусти ве очекуваат за фасадни системи и системи за сува градба. А за вас, кои барате квалитетни ламинатни подови, не пропуштајте ги цените од само 299 денари, како и плочки по неверојатна цена од 499 денари. Дешавка. Големи попусти ве очекуваат и на опрема и алати за вашата градина, а исто така ќе добиете 20% попуст на сите производи во Кармен Бау Центар. Можеш ли? Ако не можеш, турни го за пивцето. И не заборавајте да ги обележите датумите во вашиот календар. 16 и 17 мај. Кармен Бау Центар Охрид. Попусти колку сакаш. Јадење, пиење без пари. Ова го има само во Кармен Бау Центар. Се зголемува бројот на лица со хипертензија на млада возраст во Охридскиот регион. Голем дел од пациентите не знаат дека имаат покачен крвен притисок, поради што од исклучително значење е редовната контрола и превенција. Охриѓани денеска покажаа голем интерес за бесплатните прегледи и совети од страна на докторите од кардиолошката болница, кои се одвива на градскиот кеј по повод светскиот ден на хипертензијата. Се поголем е бројот на млади лица во Охридскиот регион кои имаат висок крвен притисок. Голем дел од лицата не се ни свесни дека имаат проблем, бидејќи понекогаш хипертензијата е асимптоматска. Од исклучителна важност е редовната контрола на крвниот притисок и превенцијата, бидејќи покачениот крвен притисок е главен ризик фактор за срцев удар, мозочен удар и други кардиоваскуларни заболувања. Денеска на Кеј Македонија по повод светскиот ден на хипертензијата, доктори од специјализираната болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Свети Стефан вршеа бесплатни прегледи на граѓаните, им даваа совети и информативни материјали. Превенцијата е наш приоритет на кој посветено работиме во установата, но ја користиме и секоја можност да излеземе меѓу граѓаните со цел подигнување на свеста од ризиците за кардиоваскуларни заболувања, вели директорката на кардиолошката болница доктор Елена Ковачевска-Башуровска. Тука сме да го потенцираме значењето на превенцијата од кардиоваскуларен настан и мозочен удар, физичка активност, здравата исхрана, одвикнување од пушење и практикување здрави животни навики, порача Башуровска. Има голема бројка на пациенти, млади пациенти кои имаат ново откриена хипертензија, меѓутоа и пациенти кои што не знаат, пошто хипертензијата некојаш значи асимптоматска и не знаат дека имаат висок притисок, меѓутоа можеме само да кажеме дека во нашата установа имаме зголемување на бројот на пациенти со хипертензија, посебно во по-млада возраст. Сакаме од тука да испратиме значи порака: живеете здраво, мерете го вашиот крвен притисок, лекувајте го крвниот притисок, најдете време за рекреативна физичка активност. Редовното мерење на крвниот притисок потребно е да се прави преку матичните лекари и рано да се почне со третман. Пациентите кои веќе имаат диагностицирано покачен крвен притисок треба да го лекуваат и да водат здрав живот. Срцето и мозокот се поврзани. Регулацијата на крвниот притисок е важна за заштита од мозочни удари. Поопасни се оние ситуации каде високиот крвен притисок не е откриен. Затоа редовните контроли се важни, вели доктор Ксенија Мајсторовиќ, специјалист невролог. Поради висок крвен притисок, значи настануваат често пострашни случувања како што се, значи, масивни крварења во мозок. Затоа е многу битно превенцијата, значи, на високиот крвен притисок. Поготово кај пациенти кои што не го осеќаат
високиот крвен притисок. Зголемен ризик се сите лица, значи со оглед на возраста над 50-60 години возраст, обезните, значи гојазните, пушачи. Тие се некои ризици за кардиоваскуларните и мозочните заболувања. А сега со ковидот се померија и сите граници за многу други, значи. И нормално генетски. Некој ако веќе има родител со такво некое заболување, нормално дека треба и порано да дојде на некако си преглед. Денешните активности на градскиот КЕИ во Охрид, кардиолошката болница ги спроведе и годинава во соработка со општествено одговорната фармацевтска компанија Крка Фарма Скопје, која делеше информативни материјали за ризик факторите кои влијаат врз крвниот притисок и што можат граѓаните да направат за да го превенираат. Ова година избравме оваа локација за да го потенцираме значењето на физичката активност како еден од чекорите активностите кои што може секој граѓанин да ги направи, да учествува во грижата за своето здравје и регулацијата на крвниот притисок. Можам ево до сегашната активност да видам дека навистина има голем број на граѓани кои што не знаат крвниот притисок е скриен од очите и не знаат ни дека имаат повисок крвен притисок и дека треба да се јават на преглед. Според статистиката на Светската здравствена организација, околу 54% мозочни удари и 47% од коронарната артериска болест се предизвикани од покачен крвен притисок. Хипертензијата е одговорна за 7,6 милиони смртни случаи годишно на светско ниво. Општина Охрид распиша конкурс за избор на идејно решение за изработка на лого по повод 80 годишнината од ослободувањето на Охрид. Младите охриѓани на возраст од 15 до 29 години можат да земат учество на конкурсот кој го распиша Општина Охрид за избор на идејно решение за изработка на лого по повод 80 годишнината од ослободувањето на Охрид. Целта на логото е со низа на културни и спортски настани да се одбележи јубилејот 80 години слободен Охрид. Сите настани организирани или поддржани од општината ќе го носат логото кој ќе го избере стручна жири комисија. По повод големиот јубилеј, Општина Охрид ќе организира повеќе активности со сите охридски репрезенти, културни, образовни, спортски, научни и слично, а главната свеченост ќе биде на 7 ноември 2024 година на роденденот на Охрид. Повеќе информации за условите и начинот на аплицирање заинтересираните можат да најдат на веб страната на Општина Охрид. Советот на Општина Охрид во четврток, 23 мај, ќе одржи 41-та седница. Охридските советници ќе одлучуваат по 47 точки од дневниот ред. 41-та седница на Советот на Општина Охрид е закажана за четврток, 23 мај, со почеток во 9 часот. На дневен ред се 47 точки. Пред советниците на освојување се извештаите за работењето и остварените резултати на јавните предпријатија за првото тромесечје од годинава, како и предлог одлука за давање согласност на одлуката за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на цени за користење на спортските објекти и јавни паркинг простори со кои стопанисува јавното предпријатие Билјанини извори. Советниците ќе ги разгледаат и извештаите за реализација во првиот квартал од годинава на годишните и развојните програми на локалната самоуправа, како и извештајот за остварување на буџетот. На дневен ред се неколку измени на програми, односно ќе се врши измена на распоредот на средствата на буџетот на Општина Охрид за 2024 година. Советниците ќе гласаат за дополнување на одлуката за поставување урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот за купнина за 2024 година во Општина Охрид, како и за уредување на меѓусебните права и обврски помеѓу Општина Охрид и јавното предпријатие Градски пазар Охрид во делот на поставување урбана опрема, покриени и непокриени шанкови со локации. Територијалната противпожарна единица Охрид ги информира граѓаните дека по повод 20 мај, денот на пожарникарите, ќе дефилираат низ охридските улици со 3 возила со звучна и светлосна сигнализација. Правецот на движење на возилата ќе бидат противпожарниот дом, булеварот Македонски просветители, булевар Туристичка, Асном, улиците Карпош Војвода, Сирма Војвода, Марко Цепенков, Ристо Чадо, Железничка, Егејска, 7 ноември и завршува на булевар Македонски просветители. Пожарникарите упатуваат апел до граѓаните за разбирање.
Националниот парк Галичица, по примерот на сите познати европски национални паркови, формира еко-клуб на млади. Клубот е формиран заедно со Охридскиот Црвен крст, со заедничка визија и мисија да се помага обострано, но пред се промоција и зачувување на природните и културните вредности на Националниот парк Галичица. Во идниот период ќе се започне со реализација на голем број активности реализирани од млади ентузијасти, информираат од Националниот парк. Следуваат вестите од светот. Најмалку 4 лица загинале во силното невреме кое го зафати градот Хјустон во сојузната американска држава Тексас. 2 лица загинале кога врз нив паднале дрвја соборени од ветрот кој за време на невремето достигнал брзина до 160 км на час, пренесува Associated Press. Градоначалникот за локална телевизија изјавил дека голем дел од центарот на Хјустон и неговата комерцијална област биле покриени со урнати далноводи и стакло од искршени прозорци, а сообраќајот и уличните светла биле исклучени. Околу 870.000 потрошувачи останале без напојување со електрична енергија. Локалните власти ги повикале жителите да останат во своите домови. Училиштата денес ќе бидат затворени. Полицијата во францускиот град Руен убила маж кој сакал да запали синагога. Полицијата била повикана утрово околу 6 часот и 45 минути кога бил забележан чад како излегува од синагогата. Кога пристигнале полицајците, вооружен маж со нож и метална шипка тргнал кон нив пошто тие го застрелале, изјавил францускиот министер за внатрешни работи. Градоначалникот на Руен изјавил дека целиот град е во шок, додал дека најверојатно нема други жртви освен напаѓачот. Пожарот е ставен под контрола. Властите во Индонезија прогласиле највисоко 4-то ниво на тревога по серијата ерупции на вулканот Ибу во провинцијата Северен Малуку. На жителите и на туристите им било препорачано да останат на безбедно растојание од 4 до 7 километри од вулканот и да носат маски за лице во случај на ерупција на пепел. Ибу е еден од најактивните вулкани во Индонезија кој еруптираше повеќе од 20.000 пати во 2023 година. Инаку на Индонезија има 127 активни вулкани. Вонредна состојба во Нова Каледонија прогласи француската влада по повеќе дневните вооружени судири меѓу демонстрантите и полицијата. Воведен е полициски час во главниот град Нумеа, затворен е главниот аеродром за комерцијален сообраќај, забранети се јавни собири, продажба на алкохол, а властите забраниле користење на социјалната мрежа TikTok. Протестите на домородната заедница Канака, која со години се бори за независност и сочинува околу 40% од населението, започнаа во понеделникот поради гласањето во францускиот парламент за измените на уставот на Нова Каледонија, со кои им се дава право на глас на француските доселеници кои живеат на архипелагот повеќе од 10 години. Домородното население смета дека на овој начин ќе биде лишено од влијание врз политичките процеси во државата. Групите за независност велат дека промените се обид на Франција да ја зацврсти својата контрола врз архипелагот. Двајца браќа кои студирале на Технолошкиот факултет Кембридж во Масачусетс се уапсени во средата под обвинение дека смислиле најсовремена шема како би украле криптовалути со што го оштетиле буџетот за 25 милиони долари. Сојузните обвинители во Менхетан ја нарекле шемата неверојатна со оглед на тоа што браќата успеале да ги земат парите за само 12 секунди. Обвинението ги товари за заговор за извршување измама и заговор за перење пари. Обвинителите рекле дека по завршување на грабежот браќата го одбиле барањето за враќање на средствата и наместо тоа презеле чекори за перење и сокривање на украдените криптовалути. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.